Зборуваме за анализа на податоци со Power BI. Кога имате голема количина на податоци, како на пример финансиските или материјалните податоци од вашиот програм, може да ги визуализирате или анализирате со специализирани софтверски алатки за таа намена. Една од најкористените е Power BI од Microsoft. За ова, за почеток, не ви треба никакво познавање на алатката, бидејќи се однапред припремано во програмот. Да започнете, прва работа, ова функционира само на Windows 10 или 11 за сега. Значи, по старите Windows 7 и 8 не се во употреба со новата алатка. Да ја даунлодирате бесплатната десктоп верзија на Power BI, да ја инсталирате и да ја симнете најновата верзија на MyGPM. Како во програмот ќе ја користиме? Ќе активираме алатката за UEP образци, горе до дигитрончето. Последната рубрика е Power BI. Кај сликичката, ова е знакот, символот на Power BI. Ако кликнеме, директно не носи на страната за даунлоад на десктоп верзија. Ќе ја симнете и ќе ја инсталирате. Ако ви бара некои регистрации, може да ги прескокнете. Следна работа е да го даунлодирате примерот, претходно припремениот темплейт за прибирање, за приказ на финансиските податци. Тоа е овој файл. Значи, ќе го кликнете, download финансии. Фајлот, кога ќе се симне, во RAR форма е, треба да го распакувате во MyGPM Analyze Source, во анализа. Се прави фолдерот, ако го нема во програмот, се прави анализа, окей. Еве се симнува и се отвара фолдерот анализа. Значи овде можете да го распакувате фајлот. Еве Power BI, финанси, екстракту и ќе го носите во отворениот фолдер анализа. Значи се добива фајлот финансии. Овој файл. Овој файл е файл во кој ќе се содржат и податоци и визуелен приказ. И овој файл можете да го праќате директно без никаква друга работа. Тој файл по мејл или било како да го праќате на друг корисник, на друг компјутер, кај што го има инсталирано Power BI и таму може со моменталните податци да се прави анализа, независно од програмот или од било што. Значи, во CMyGPM анализа, фајлот финансии. Како програмот лесно ќе го отвориме? Прва работа е треба да ги припремеме податоците. Значи, за фирмата кај што сакаме да работиме за таа година, едноставно, овде нека биде 3, кликнуваме на припреми финансии. Програмот почнува да ги експортира податоците претходно дефинирани во фолдерите за од каде што Power BI ќе ги импортира. Значи, сега нема да кликнеме, ќе му требат некои можда минута, две, највеќе, можда и побрзо, и долу ќе се напише по статусната линија ОК. Откако тоа ќе се заврши, значи мора да го почекате, не работете, не преземете друго ништо, ќе кликнете отвори финансии PBX. Ова директно го отвара Power BI со фајлот за приказ на податоците. Треба да се почека кратко. И еве го екранот на Power BI. И на алатката, ова е екранот на Power BI. Ова е десктоп верзија, free, не е платена. Тие што се платени, околу 10 и 20 евра месечно од компјутер, се понапредни малку и имат можност за полесно ширење и односно за full screen
прегледи. Но ние ќе проидеме и со бесплатната верзија. Прва работа, откако ќе го отворите Power BI, ќе ги тргнете овие помошни барови, за да го ослободите екранот за визуалните податци. Втора работа што ќе направите е овој рефреш. Овој рефреш се наоѓа во Home. Од лева страна имаме 3 алатки. Ако случајно се најдете во некој од овие, немате потреба, ако не сте сигурни што знаете да работите, вратете се во Report, во првата, и во Home ќе кликнете на Refresh. Значи сега ќе почне да ги вчитува податците претходно што сме ги експортирале. Ќе му треба малку време, релативно брзо е. Програмот е прилично солиден и брз. И еве ги податоците. Односно, еве ги вчитани податоците. Што гледаме? Гледаме податоци што сме ги внесувале во финансиските податци за оваа фирма. Power BI е замислен да табеларно и визуално ги прикажува кумулативите. Значи, малку да се оди на глобализација за да добиете поширока слика на целата работа. Ако одите многу во детали, во аналитички книжиња во картици, ќе се изгубите. Ако ги гледате работите малку повисоко, ќе добиете глобална слика за многу работи од фирмата. И сега што имаме овде? Горе имаме години. Значи, у моментот претходно дефиниравме дека ќе одиме 3 години можност за враќање назад. Сега сме во оваа година. Ако сакаме да ги гледаме податоците од 21, само кликнуваме овде. Веднаш се преструктурираат податоците од 21 година. И така натаму. Значи, еве, си ги гледаме од оваа година податоците. Долу имаме екрани, односно табови. Секој од нив си е со своје значење и со своји прикази. Значи, овде имаме, сум ги дефинирал фирми. Значи, фирми со кои работиме. Овде се анализа на трошоците и така натаму. Ќе видиме малку подоцна. Ќе се вратиме овде. Значи, ова ни е као прв разделник. Бираме годината. Оваа година сме. На сите екрани имаме еден главен филтер. Значи, ова е главен филтер. Се вика слайсер, меѓутоа за вас за сега е филтер. И сега, ако кликнеме овде Аргентина, веднаш сите работи се преструктурират за Аргентина. Ако кликнеме Босна, веднаш има Босна. Ако одиме еве Германија, ги имаме податците за Германија. И сега, во Германија има 13 фирми, еве ги фирмите. Моментално колку е бројот на фирми и колку имаме состојба со тие фирми, удолгува или побарува. Одма финансиски може да се види. Значи сум ги предвидел тие податци. Ако кликнеме овде, ствари овде се местата. И у секој место по колку фирми има. Еве, во Франкфурт пишува дека имаме 2 фирми. Ако кликнеме овде, веднаш се гледат во десна страна двете фирми. И веднаш ги има податците за долгува, побарува и салдо, денарски или девизно во евро, најверојатно. Сега гледаме дека имаме еден филтер активен и втор филтер активен. За да се ослободиме од вториот филтер, треба да кликнеме или некаде на тотал, или во средина на ова и веднаш се ослободува овој филтер. А овој филтер за да го ослободиме, за да ги гледаме сите фирми, треба да одиме овде на гумичката Clear Selection и веќе се сите фирми прикажани. Ако сакаме да селектираме повеќе фирми, например, овде гледаме дека имаме Македонија и Македонија, нешто е грешено. И сега сакаме овие заедно да ни бидат прикажани, треба да држиме контрол. Со контрол, ја ги кочани, као фирма е ставено, и веднаш се прави комбинирана селекција. И сега, например, ако сакаме овие
Да видиме која ни е ова фирма. Еве, ова ни е некоја Vulcan Company од Прилеп. Ќе ослободиме селекцијата. И овде на Total. Ако кликнеме овде во графиконот, само ако се доближиме, добиваме информација за фирмата, односно за таа селекција. И гледаме дека во Кочани имаме 118 фирми, во Скопје 93 и така натаму. Во некој друго Скопје, со големи букви, така се изворно земени подаците. И ако сакаме да ги видиме овие фирми, само ќе кликнеме овде и веднаш се селектира тоа. Значи, целата работа е со многу лесно кликнување лево-десно и добиваме веднаш приказ за тоа што сме го селектирали. Да видиме понатаму што имаме. Овде не се прикажани трошоците, четворките. Значи, овде е прикажана дадена можност брз преглед на аналитичките податци, на податоците по категории, например, трошоци, продажба, приходи и така натаму. Значи, кога ќе застанеме на некој дел, еве, например, кај магазините, имаме магазини. И сега, ако сакаме да анализираме еден магазин, еве, веднаш и добиваме ситуацијата. Тоа би било се за почеток како да го користите Power BI и анализата. Значи, кога ќе направите, сега, ова може да си го снимате. Ако случајно направите оштетување на овие податци, еве, вака, поместување нешто или кликнување лево-десно, можете веднаш да си вратите назад со Undo, или да излезете без снимање, или ако сте снимале не е ништо страшно, доволно е само да симнете нова верзија на... И така, овие работи ќе трпат со времето промени и би требало од време на време да си симнувате нови верзии на овој Download финансии. Секако и нова верзија на програма, бидејќи ќе треба можда да има измена и во структурите. Ви пожелувам успех во користењето, ова е нешто што треба да го редовно користите.